Во една моја изјава на Фейсбук, која што тие ја спинува и злоупотребија, напишав дека се полоши од УЧК и го повторувам тоа. Никола Груевски, Сашо Мијалков, Јанкуловска, Латас, Миленко, Јанко и останатата злосторничка организација се полоши од УЧК. Зошто? Затоа што, додека на Карпалак нашите бранители гореа како свеки, Груевски си купил неколку стана, истиот тој Ковен 8 август. Додека ние гиневме, тој мислел како да купи неколку стана, а денес глуми некаков скромен човек кој што си живее во неговото старо станче. Понатаму, лично Груевски не дозволи на војните инвалиди од 2001 година да се обештетат, нешто што јас лично го договарав заедно со генералот Зоран Јовановски и неколку други старешини. Лично Никола Груевски не ги подпиша, не ја подпиша согласноста за решенијата за работа на лавовите и тие останаа во незавидна положба. Лично Никола Груевски, Јанкуловски и Сашо Мијалков не дозволија да биде одликуван нити еден бранител од 2001-та. Ниту еден, иако во мисиите во странство имаме многу одликувани. Во 2001 година загинаа 70 на наши браќа, но после 2001 година повеќе од 50 се самоубија поради тешката ситуација во која што се наоѓаат. Тие безмалку убија повеќе луѓе на индиректен начин со нивното владење. Ги ослободија злосторниците офатени во хашките случаеви, кои што се изживуваа врз невино цивилно население. Ние ги пронајдовме и уапсивме, тие ги амнестираа. Истиот тој Никола Груевски и неговите режимоиди. Дозволија Рамуш Харадинај во Тетово да добие одликување за почесен граѓанин. Ако тој дојде како политичар во Македонија е во ред, тој е висок политичар во Косово и нема проблем да дојде, но да добие одликување во Тетово, во најмала рака да му кажеле дека тоа не е добро, тој самиот ки бил свесен и немало да дојде. Но видовме каква била релацијата на Сашо Мијалков со Тачи. Токму тоа е причината. Војната 2001 година не чинеше околу 1 милијарда тогашни германски марки. Ова 9-годишно владење не чини 4-5 милијарди евра кои што ќе ги враќаат нашите деца и нашите внуци. Во 2001 година неколку стотина македонски граѓани се иселија од своите домови. Но од 2006 до денес неколку стотици илјади македонски граѓани се иселија надвор од државата. Не дозволуваат попис за да не се знае колку луѓе, колку граѓани останаат да живеат во Македонија. Во 2001 година ние ја одбранивме македонската територија. Тие од политички причини на последните локални избори го продадоа Кичево и Струга. Понатака, го слушам нивното сотонско смеење. Тоа не сме го доживееле од страна на УЧК. Не сме се исмевале на тој начин. Видовте дека имавме една најнормална дебата во која што разговаравме. И најстрашната работа. Уште во 2008 година ќе бевме дел од НАТО. А пред неколку години ќе бевме дел од Европската унија, доколку не внесеа во нивниот филм, кој што го направија намерно, криејќи го нивниот криминал. Нема лапање во НАТО. Една многу страшна работа. Некој во нашата држава направил монструозен план за предизвикување на меѓуетнички суди во Македонија. Знаете сите дека пред околу еден месец имаше соопштение на ОНА со кое што повторно се заканува. Имам информации дека се дадени 2 милиони евра на албанци кои што немат врска со УЧК, на криминалци, кои што денес се наоѓаат во Липковскиот регион. Нивната задача била да се представат божемски се УЧК и да извршат убиство на неколку припадници на полицијата или армијата и на тој начин да предизвикат меѓуетнички конфликт. Токму затоа се појави она монструозно соопштение. Под
напишано од господинот Нет Прес дека Стојанче Ангелов и Зоран Заев подготвуват сценарио за крвава војна, меѓуетничка војна. Некој друг подготвувал такво сценарио. Токму затоа излегува со тоа соопштение, наредните денови требаше да има ескалација. Но ние тоа не и го дозволивме. Го разбивме нивниот план со нашите мирољубиви повици. Доста ни беа страдања, доста ни беше омраза, доста ни беше убивања. Сакаме да живееме како нормални граѓани, како повеќето народи во Европа. Нема да и дозволиме да предизвикат меѓуетнички конфликт. Затоа ми е драго што денес, иако во мал број, меѓу нашиот строј, помеѓу политичките војни, имаме граѓани од сите етнички групи. Нивната намера беше едноставна: да настрадат, да загинат луѓе за да го одвечат вниманието, а потоа да го обвинат Зоран Заев и Стојанче Ангелов. Нивната намера е да го уапсат Зоран Заев, но бидејќи се кукавици немаат храброст да го направат тоа. А јас си порачувам, можеби Зоран Заев грешил во минатото, дал некои изјави кои што можеби не се добри. Можеби со него имам различни ставови и сваќања за некои општествени работи, за малку. Но Зоран Заев покажа голема храброст објавувајќи ги политичките бомби. Може да не ни се допаѓа, но му честитам на храброста. И порачувам, не си играјте, ни случајно немојте да помислете да го апсете Зоран Заев, бидејќи ќе падне крв. Нашето барање е едноставно: формирање на техничка влада, одржување на нормални избори во нормална атмосфера, и тогаш граѓаните ќе кажат дали власта ќе ја чини Зоран Заев, Стојанче Ангелов или Никола Груевски. Иако Никола Груевски нема да може да учествува на следните избори, бидејќи ќе биде во затвор. Она што го порача Баже, кој што е во инвалидска количка, премногу луѓето и се плашат. Дајте малку да се охрабреме, не се страшни. Го видовте ли Груевски некогаш да зборува без да чита од лист? Јас користам лист за да не ви зборувам 2 часа. Тој не знае да сврзе 3 реченици, мора да ги чита. Чита говори. Препишувач. Сте го виделе Сашо Мијалков некаде да каже некаква јавна изјава? Па слушнавме зошто. И сме се исплашиле Сашо Мијалков, да Сашо Мијалков јаделе живи луѓе, не слушале, сите не следеле. Па ние не правиме криминал, ова е криминал што ние го правиме. Треба да го пренесеме на сите граѓани. Да се ослободат од стравот. Истото го порачаа говорниците. И Баже, кој што е во инвалидска количка, и Леона, и Цацко, и Белизе Бент, и сите вие овде. Заедно сме посилни. Заедно сме посилни. Заедно сме посилни. Сашо Мијалков е најнеспособен директор на УБК. Од пред нос му ја здиплија целата датотека со прислушкувани разговори. И ние од него ќе се плашеме. Но тие се исплашени. И нашите, моите поранешни колеги ќарија по 50 евро од прилика с големување на плата. Мислат дека со 50 еври тоа во иднина ќе ја добијат нивната доверба, ќе ја купат нивната честност. Но јас ќе и порачам дека тоа нема да се случи. И од друга страна 50 евра се 50 евра, но 1.000.000 евра си е 1.000.000 евра.